Добре дојдовте во Бизнис објектив. Македонија должи нешто повеќе од 10 милиарди евра. Односно, во просек, секој жител е задолжен по околу 5500 евра. Јавниот долг на државата, иако е под прагот од 60% од бруто домашниот производ, сепак економистите предупредуваат дека јавните финансии влегуваат во период на зголемена неизвестност. Пари се земаат за враќање стари обврски и покривање дефицити, додека трошокот за камати се повеќе го притиска буџетот и го намалува просторот за капитални инвестиции. Колку е одржлив ваквиот модел на финансирање? Миријана Јовеска има анализата. Математиката дома и на пазар не е иста, вели една стара поговорка која ги отсликува разликите меѓу планирањето и реалноста. Планирањето на буџетот често се разликува од реалните ситуации и трошоци, а некогаш сметките ги поматуваат и непредвидени фактори. Согледувајќи ја реалната состојба, владата на крајот на минатата година ја ревидираше стратегијата за управување со јавниот долг, чија цел е пред се финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок на среден и долг рок и со одржливо ниво на ризик. Државата ја заврши 2025 година со вкупен јавен долг од 10,06 милиарди евра, што е 59,6% од бруто домашниот производ. Тоа е за нијанса под психолошката граница од 60% од БДП, за која што економистите велат дека не е пожелно да се надминува, иако во пракса досега повеќе пати се случило да се пробие таа граница. Последното задолжување државата го направи пред 1 месец, кога ја реализираше аукцијата на 10-та евро обврзница во вкупна вредност од 1 милиарда евра, со рок на доспевање од 4 и 8 години, со камата од 3,87 и 4,75% соодветно. Со средствата обезбедени преку оваа еврообврзница предвидена во буџетот за 2026 година, ќе се изврши навремена исплата на еврообврзницата издадена во 2020 година во износ од 700 милиони евра, како и сервисирање на останатите обврски кои што доспеваат во тековната година. Но што значи за јавниот долг ваквото задолжување за раздолжување? Кога го анализираме јавниот долг, потребно е да го анализираме најмалку од 3 аспекти. Првиот аспект која е намената за која што се задолжуваме, вториот аспект цената која плаќаме и третиот аспект каква би била фискалната консолидација која што би требало да биде во изминатите години. Гледајќи од првиот аспект намената, во најголем дел од долгот кој што се зема за исплата на стари долгови. И технички тоа е оправдано затоа што старите долгови мора да бидат исплатени, меѓутоа структурно новите долгови не генерираат дополнителен раст затоа што истите не ја поттикнуваат ниту инвестициската компонента, ниту продуктивност. Доколку гледаме низ призмата на каматни стапки, ќе забележиме дека само во следниот период она што треба да биде исплатено како каматна стапка на долгови кои доспеваат, всушност е 6% од вкупниот буџет и вкупните расходи кои што ги има економијата. Тоа е можеби најнепродуктивниот трошок кој што во моментот се најдува во буџетот, земајќи предвид дека со тие средства би можеле да се искористат за многу попродуктивни цели, доколку долговите кои ги имаме не биле генерирани. Економистите велат дека проектираните приходи одамна веќе не се доволни за да ги покријат тековните расходи, па од тука неопходни се реформи ако сакаме да запре растот на јавниот долг. Буџетот на Македонија во последните години и поготово во ковид кризата достигна 39% и сега се одржува на ниво од 36 до 37%, меѓутоа приходната страна нема капацитет за да обезбеди такви расходи. Од тој аспект, значи, потребна е реформа на целиот јавен корпус, меѓутоа имајќи го предвид структурата која сега дефинирана на улогата на државата, тој долг не смее да надмине 60% од бруто домашниот производ и во последните години тој осцилира околу оваа бројка. Дополнителен проблем е што буџетот не се проектира реално, па често се случува реализацијата на приходите да потфрли во однос на планираното. Од тука, според економистите, неопходни се сериозни реформи во насока на контрола на трошењето и зголемување на приходите.
Моменталната состојба не е акутна, меѓутоа фискалните ризици се исклучително нагласени и во периодите што следат ни следат тешки години од фискален аспект, каде што ние имаме многу големи износи на враќање, каматната стапка и трошоците по основ на камати во буџетот веќе се ставка која не е за занемарување и од тој аспект просторот за капитални расходи, просторот за развојни компоненти исклучително се стеснува. Затоа во следниот период мора просторот на консолидација да се бара внатре во самиот буџет, на делот на расходите и на делот на приходите. Според стратегијата за управување со јавен долг, за годинава се очекува долгот да изнесува 62% од БДП, а потоа постепено да се намалува како резултат на фискална консолидација и веќе во 2030 година да падне на 58,4% од БДП. Во овој дел клучно е да истакнеме дека оваа фискална консолидација прво е одложена и е генерално задоцнета. Вториот аспект е дека е во релативен однос како процент од БДП, по предпоставка дека бруто домашниот производ ќе расте со стапки од 4-4,5% во континуитет. Доколку и при тоа да немаме никакви економски шокови, доколку настанат било какви шокови или стапката на економски раст не е согласно на иницијалната проекција, тоа значи дека јавниот долг може да биде многу лесно над овие стапки кои што се проектирани во стратегијата. Според владините проекции, се очекува во периодот од 2026 до 2030 година Македонија да остварува просечен економски раст од околу 4,1%. Но дали е тоа доволно за паралелно да се намалува јавниот долг? Во економијата важи едно златно правило, дека за да вие го намалувате вашиот долг, реалната каматна стапка по која што државата се задолжува мора да биде помала од реалниот потенцијален раст на економијата. Значи Македонија ќе мора да остварува реален економски раст од 3,1% за да задолжувањето стагнира. Доколку сакаме задолжувањето да се намалува, економскиот раст мора да е некаде над тоа, меѓу 3,5 и 4,5. Уште еден ризик за управувањето со јавниот долг на кој што посочуваат економистите се така наречените невидливи долгови. Станува збор за преземени, но се уште нефактурирани обврски на институциите кои се под државна капа. Овие доспеани обврски не се дел од јавниот долг, а според проценките изнесуваат околу 4% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека ако и тие се вкалкулираат, тоа може да го зголеми јавниот долг за 4 до 5% поени во однос на моменталното ниво. Минатата година Македонија за увоз на храна и живи животни потрошила 1,1 милиарди евра. За 5 години увозот на храна е речиси двојно зголемен. Од друга страна пак, од бројките може да се види дека извозот на храна не го следи истото темпо на раст. Најмногу сме увезувале месо и преработки од месо, за што минатата година потрошени се 245,6 милиони евра. За увоз на зеленчук и овошје пак сме потрошиле 179,5 милиони евра. За разни производи за исхрана 156,2 милиони евра. Жита и преработки од жита 151 милиони евра, а за кафе, чај, какао и зачини 137 милиони евра. За увоз на млечни производи и јајца 119,7 милиони евра. Минатата година сме потрошиле 56 милиони евра за увоз на шеќер, преработки од шеќер и мед. 46 милиони евра за добиточна храна и 34 милиони евра за риби. А дали граѓаните кога купуваат во маркетите, гледаат дали производите се од домашно или странско производство? Што им е поважно, квалитет или цена? Еве што велат тие. Дали кога купувате храна гледате да се тоа производи од домашно производство? Не секогаш. Некогаш остран, место надвор се по поволни цените. Не гледам да бидат од домашно производство. Многу сум разочаран од домашните производители заради пакувањето, количината на артиклот кој што е внатре. Замислете се, еден зејтин дојден од Србија е литар.
А овдека нашите се 800, 805, 900 или не знам што, демек наши не е само тој производ, него и други работи кои што ги пакуваат, препакуваат и на сличен начин. Значи гледаат во килажата, односно во грамажата, односно во количината, да што повеќе скратат, а да цената остане иста или да биде поголема. Зошто мислите дека е поважно да се домашни производи? Па, нашто поднебие е добро за со храната и така. Па не, да ти кажам најск. Не ви е важно да се домашни? Па не, важно е, нормално дека е важно, ама не приметувам тоа сега. Дали е домашно или странско производство, не приметувам. Сега за некои производи нормално домашно производство, по некоја претпоставка и какво месо карикирам сега, месото сигурно поквалитетно е како домашно производство. Нема да биде поквалитетно од Јужна Америка или не знам од Данска. Па најчесто да. Најчесто, ма исто така и да биде квалитетен производот. Зошто ви е важно да се од домашно производство? Па затоа што треба да домашното производство постојано да биде како да кажам, финансирано, да не остане така да се подпираме само на странските производи. Проблемот со работната сила и во следните години ќе остане клучен предизвик за компаниите, вели во интервју за Бизнис Објектив Анатол Кутревски, втори извршен директор на ПКБСКО. Тој додава дека 50% од нивните производи одат на странските пазари во регионот, а на домашниот пазар 2/3 од производите од местната индустрија се произведени во Македонија. Сепак, суровините доаѓаат од увоз. За состојбите и предизвиците на оваа индустрија слушаме во продолжение. Анатол Кутревски, добре дојдовте во Бизнис Објектив. Благодарам за поканата. Каква е состојбата во местната индустрија? Кои се главните предизвици во моментов? Па најголем предизвик со кој што се соочуваме изминативе неколку години се недостатокот на работна сила. Значи, како и во целата држава, така и ние во индустријата се соочуваме со недостаток на работна сила и тоа понекогаш ги доведува и процесите внатре во компанијата, обемот на производство во изминативе години е намален бараш поради тоа затоа што немаме доволно работници, како и поради инфлаторните притисоци кои што ги имавме во изминативе неколку години. Цените на храната, како што знаеме, порасна, а тоа кога цените растат влијае на побарувачката. Така да тоа беа најголемите предизвици со кои што се соочивме и се уште инфлацијава некако се смири, меѓутоа проблемот со работна сила не гледам дека ќе се реши, тоа ќе биде некој проблем кој што ќе мораме да го управуваме во следниве години, па може би децении, затоа што демографијата е неумолива. Што значи тоа дека е намален бројот на работници? За колка број, дали не можете да најдете други да ги заменат и како па на крајот тоа? Пред пандемијата бевме 492 вработени, потоа луѓето си одеа, се намалуваше бројот на вработени, сега сме околу 420 вработени и не можеме да ги замениме. Имаме постојано конкурси, огласи, но се бориме со тоа, нели, и платите порасна во овој период, меѓутоа сепак сметам дека проблемот е до бројката, демографијата е неумолива, немаме луѓе. Дали може би неатрактивност на плати тука уделот или само едноставно недостиг на луѓе кои што се квалификувани за работата и за власт? Видите, значи може би да е тоа, меѓутоа ние се трудиме платите да бидат пазарни, сепак и тоа е влезна категорија. Она што е специфично се профилите на луѓе. Значи профилите на работници за некои работни места навистина нема, ја покачуваме платата како на конкурс неколку пати и никој не се јавува. Значи, например, речеме работници за садови под притисок, котлара, популарно кажано, нема работници. Потоа имаме проблем со работници во производство, оператори во производство, магазински работници, потоа возачи на товарни возила. Тоа се профили на луѓе кои што се дефицитарни. Како се тоа се одразува на производството? Па е намалено во изминативе 2-3 години во однос на тоа пред пандемијата и во текот на пандемијата. Односно почна да се намалува кога почна инфлацијата да расте. Затоа што тоа ги подигна цените на производите и тоа имаше негативен ефект на производството. Што значи, кога овие инфлаторни притисоци кои што ги имаше во изминатиот период, како тие се одразија на побарувачката и на кои производи посебно, на кои категории
производи имаше посебно влијание? Па најголемо влијание имаше на производите во пониски ценовен ранг. Значи, оние кои што беа во повисок ценовен ранг, дури да немаше пат, може би има некој мал ситен раст. Меѓутоа, оние производи кои што се во понисок ценовен ранг се осети дека нивната побарувачка падна. Што значи граѓаните помалку ги бараат оние производи кои што имаат најверојатно пониски? се сензитивни на тие производи кога ќе се зголеми цената на тие производи, се трудат да најдат алтернатива или помалку трошат. Така да тоа е легитимно, тоа е се економска закономерност. Да, тоа и одраз на животниот стандард на Па на дел од населението, да. Каква е состојбата во регионот? Со глед дека сте присутни во регионот, може ли да се направи паралела и Па секаде се истите тенденции. А какви се навиките на граѓаните? Дали на потрошувачките навики се менуваат со тек на времето? Што покажува еве вашата? Па еве, јас сум веќе 20 години во работава. Некако сме конзервативни кога се работи за храната. Многу потешко ги менуваме навикиве. Што значи тоа? Па некако тешко ни е да одиме на некои нови производи. Ние сме пробувале да лансираме нови производи на пазарот. Најчесто тие нови производи кои што би биле некој вид на развој, некој вид на еволуција, не поминувале добро на пазарот. Можеби ќе помине некој ново пакување на истиот производ кој што е веќе познат, етаблиран, препознает. Меѓутоа, иако вие направите некој помало, помодерно пакување и така натаму, тогаш тоа поминува, да, меѓутоа комплетно нов производ, ние сме компанија која што се бави со широк спектар на прехранбени производи, мислам дека сме конзервативни, како и овде, така и во регионот. А колку фискалните политики, односно зголемувањето на платите и пензиите, има влијание пред се и во побарувачката, но од друга страна и на инфлацијата? Па има позитивно влијание на побарувачката, тоа е неспорно, посебно растот на пензиите. Во изминатив период имавме раст на пензиите и тоа се чувствува на пазарот. Исто така, засилената побарувачка како економска закономерност доведува и до зголемување на инфлацијата. Како македонските производи може да издржат конкуренцијата на увозните производи кои што доаѓаат однадвор? Па статистиката вели дека 2/3 од нашите производи во нашиот сегмент, 2/3 се од домашно производство, 1/3 е од увоз. Сега тука има увоз од производи кои што се препознатливи уште од нашата поранешна заедничка држава, каде што има производители кои што се долги години на пазарот, кои што имаат лојалност и препознатливост кај купувачите. Генерално производите кои што доаѓаат од увоз се поскапи од нашите, така ценовно се држиме. Меѓутоа кога ќе влезете во маркет, имате впечаток дека има доминација на странските производители, меѓутоа реалноста покажува дека тоа е тоа. Ние сме отворена економија, доаѓаат производи најчесто од земјите од регионот, меѓутоа и од други земји подалечни, некои специфични производи кои што ние не ги произведуваме овде во нашиот сегмент. Така да мислам дека можеме да им конкурираме и со квалитет и со цена. Да, мислам да. Како стоите во однос на извозот на производите надвор од Македонија и кои се пазарите каде што сте најчесто присутни? Па ние 50% од тоа што го произведуваме како производител ПКБСКО го извезуваме на пазарите во регионот, на Западен Балкан, значи тоа е Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија. Исто така имаме дозвола за извоз во Европската унија на дел од нашите производи, меѓутоа таму имаме поголем предизвик да ги пласираме производите и да најдеме партнер. Извезуваме нешто, но тие количини заради специфичноста на производите од друга страна. Па специфичноста на производите, можеби не се трудиме доволно, можеби не сме нашле партнер, меѓутоа тоа ни е предизвик да ги пласираме производиве малку подалеку од земјиве од регионот. Што се однесува до увозот на суровини, од каде најчесто увезувате суровини и дали во моментов се случува одреден проблем при набавувањето или тие синџири на доставување? Па најголемиот дел од суровините, месото кое што е наш главна суровина која што ние користиме, доаѓа од земји членки од Европската унија, околу над 90%. Значи тука се Шпанија, Германија, Холандија, Грција, Романија, Унгарија. Значи тоа се. Потоа има нешто многу мал процент од земји од регионов и исто така мал процент од Македонија, нешто што можеме да најдеме од домашните производители кога има достапност на пазарот. Купуваме, но процентуално учеството во вкупната количина е мало.
Како стоиме во однос на квалитетот и безбедноста на храната која што ја имате и како да сме сигурни што јадеме кога влегуваме во маркет? Сите ние мораме да исполнуваме некакви стандарди. Сите производители имаат стандарди, има законски прописи кои што мораме да ги почитуваме. Потоа Агенцијата за храна дава годишна наредба врз основа на тоа кој колкав производител е за контрола на квалитетот и правење на лабораториски анализи. Што се однесува до нас, ние имаме и компанија која што се бави со лабораториски анализи и на дневна основа го контролираме целокупниот производствен процес од суровина до финален производ. Така да и ние како компанија не правиме компромис кога се работи со квалитетот. Така да потрошувачите можат да бидат сигурни. Се повеќе се зборува за здрава храна, здрава исхрана. Дали тука можеби има одредени промени кои што ги гледате во однос на... Па јас не гледам. Иако тоа можеби е фенси во тренд да се менуваат навиките и да се оди кон здрава храна, меѓутоа ја вака после 20 години како што кажав, не гледам дека тоа има процентуално голема застапеност во навиките на луѓето. Ја како што кажав, се уште мислам вака мои анализи дека сме конзервативни во навикиве од тоа што јадеме. Што најмногу се бара од страна на граѓаните, кои ви се производи кои најмногу се... Па ние во меснава индустрија немаме еден производ, имаме широк спектар на производи, потоа има свински, пилешки, говедски. Така да може да се каже дека во количини производите кои што се во пониските ценовни категории повеќе се продаваат, но секако и сите оние останати производи кои што се во повисоките ценовни категории гледаме дека кај нив има раст во изминативе неколку години. Каде гледате иднината на местната индустрија во Македонија во следниот период? Предизвик ние да излеземе надвор. Нашиот пазар е мал, пазарот на регионот веќе сме присутни, значи да излеземе надвор, да, ако можеме, да зафатиме и други пазари каде што би ги пласирале нашите производи, тоа да доведе до понатамошен развој и на местната индустрија и на компаниите кои што се тука. Мислам дека тоа треба да биде цел број 1 на местната индустрија и на компаниите кои што се бават. Приходите минатата година имаат раст, како и добивката. Кои се податоците за 2025 година и кои се очекувањата за оваа година? За 2025 имаме податоци за приходите, некаде околу 8% ќе биде растот на приходите. А за профитот очекуваме раст, но не знаеме колка ќе биде сега периодот кога се прават завршните сметки, се затвараат сите сметки и за некаде, не знам, месец дена од денеска ќе знаеме отприлика каков ќе биде профитот, затоа што нашите компании производствени малце потешко се затвараат сметките на крајот на годината. Тоа е предизвик и се уште ја немаме точна бројка, но очекуваме раст. Во однос на годинава, кои се очекувањата, зборувавме за предизвиците и недостаток на работна сила, нешто што ги мачи голем дел од... Па ако нема некои геополитички инфлаторни притисоци, нешто што неочекувано да се случи, очекуваме да биде стабилна годината. Не очекуваме некој раст, кој знае каков, но очекуваме да биде стабилно да заврши оваа година. Од аспект на инфлаторните движења... Се надевам дека е крајот. Се надевам дека нема да има повеќе. Пак, не знам, имајќи упредвод што се случува во светот, една одлука на некого може да смени се, војни, напади, трговски војни, тоа се работи надвор од наша контрола. Не знам тоа како може да влие, но ако нема такви работи, мислам дека со инфлацијата ќе биде, можеби оваа година, најдобра во изминативе неколку години. Тоа се моите очекувања, пак велам со една ограда, ако нема некои геополитички настани кои што ќе го пореметат. Тревски, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам на поканата. Благодарам што го следевте и ова издание на Бизнис Објектив. Секако ве поканувам да бидете со нас и на социјалните мрежи. Од мене пријатно.